И отвараме темата на денот. Симона, повели. И утрово темата на денот не е актуелна, затоа што во последниве неколку години фитнесот доживува навистина голем подем, порано доколку само професионалците се одлучуваа на режим во исхраната и на суплементи, односно спортска суплементација. Сега веќе и рекреативците го следат тој тренд или можеби потреба. Сега на тоа прашање дали спортската суплементација стана тренд или реална потреба за сите оние кои што и рекреативно вежбаат, дознаваме во наредните минути од нашата прва гостинка утрово. Да ја посакаме добре дојде на Драгана Младеновска, магистар по фармација и диететика и диетотерапија. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Ќе почнеш или да почнам јас? Ајде, со оглед на тоа дека Симони препадне најавата, како што рековме, се повеќе се користи таа суплементација. Дури јас приметувам и кај деца, на наше време тоа го немаше да се оди во тератана од толку рана возраст, меѓутоа колку е тоа навистина потребно за еден човек кој вежба, не знам, 3 до 4 пати во неделата, да користи суплементација? Значи вака, мора да имаме предвид дека кај рекреативци резултатите кои што ги бараме, како што е сила, енергија, состав на тело и слично, во најголем дел тие резултати потекнуваат од оние основни фактори. Значи тоа е квалитетна и балансирана исхрана во најголем дел од таа рамка која замислиме, потоа тука е прогресивниот тренинг, добро структуриран, доколку сакаме резултати и секако времето за сон и регенерација. 90 до 95% од резултатите кај рекреативците потекнуваат од ова. На суплементите им отпаѓаат многу мал процент. Дури и тие 5% можеме да ги земеме со резерва, затоа што реално многу е мал бројот на суплементи за кои што имаме цврсти научни докази дека имаат докажани бенефити. За жал, индустријата за суплементи се развива многу побрзо отколку науката позади неа. Ако ќе влеземе во аптека или на социјалните мрежи, имаме чувство дека се ни треба, но вистината не е така, затоа што многу мал број на суплементи се навистина докажани и можат да дадат реален бенефит, особено кај некој кој што рекреативно решил да се бави со спорт за да ги... Ова морам да го прашам, колку проценти може да се вадиме на генетика? Со оглед на тоа дека сега пред зборувам. Генетиката има голем удел, но мораме да имаме предвид сега со проценти, не знам точно колку е, но многу е важно епигенетиката, она како ние пристапуваме, затоа што епигенетски ние можеме многу да си го смениме кодот и некои гени кои што си ги носиме да си ги држиме супресирани. Така да има удел генетиката, но сепак начинот на живот има многу поголем удел. Значи генетски да се модифицира. Да, епигенетски. Што се однесува до суплементацијата, веројатно таков е впечатокот барем од социјалните мрежи и од секојдневната комуникација со оние кои што рекреативно вежбаат, дека креатинот и протеинот се меѓу најпопуларните. Штетно ли е, нели е, која возраст е идеална, како да се конзумира и постои ли тој мит се уште дека ако не се пие доволно вода, креатинот тогаш штети на здравјето? Значи вака, точно е дека во последните години навистина се зборува многу и за протеинот и за креатинот. Прва работа, би сакала да објаснам пред да зборуваме било што за протеин и за креатин, што се протеините, што е креатинот, за да сватиме дали во суштината му требаат на некој и на рекреативец и општо. Протеините се градивни структури во нашето тело. Значи, ние сме изградени од протеини. Рацете, ноктите, нашето тело, сите ензими кои што ги катализираат метаболичките процеси во телото, хормоните, голем дел од хормоните се протеини. Протеините во нашето тело се создаваат од аминокиселини. Можеме да ги замислиме аминокиселините како блокови, како тули. И во градбата на тие протеини, на сите протеини во нашето тело влегуваат 20 различни аминокиселини, значи 20 различни тули. Нашето тело не го интересира кога ние внесуваме протеин, имаме потреба од протеин затоа што ни треба за регенерација, за создавање на тие ензими, на се што кажав за што се одговорни протеините. Нашето тело не го интересира дали тоа ќе биде од јајца, дали ќе бидат протеините од суплемент. Важно е да добие пул на аминокиселини, важно е да добие градивен материјал, аминокиселини кои што ќе може да ги реискористи за потребите кои што ги има во даден момент. Така што, кога зборуваме за протеин како суплемент, мора да имаме предвид дека не ни треба да го сместиме протеинот во групата на суплементи, бидејќи протеинот е храна. Значи, тоа е концентрирана форма на протеин кој што го внесуваме и сега не е дека нема врска, нели, каков ќе биде изворот на протеинот. Нели, дали е јајце, дали е протеински прашок, има врска затоа што различна е дигестијата, различна е искорисливоста, но на крајот на денот на нашето тело му треба доволна количина на протеини за да може сето тоа да ги извршува нормалните процеси. Дали на некој му треба протеин или не, зависи каква е целокупната исхрана. Значи, ако јас не успевам да си ги задоволам потребите, без разлика дали сум рекреативец, без разлика дали вежбам, на секој од нас и да нема никаква физичка активност, имаме одредена потреба од протеини кои што мораме да ги задоволиме во исхраната. Ако јас не успевам со моите оброци да ги внесам тие протеини, сосема е разумно
да вклучам протеински додаток. Особено кај луѓето кои што се физички активни, бидејќи таму имаме зголемена потреба нели од протеини заради регенерацијата на мускулите. И сега она што е проблем со протеините и што сакам да го потенцираме, не е самиот протеин, значи изолатот на протеин, дали е од цурутка, дали е од грашок, од растителен извор, тој не е проблем. Најчесто проблем се додатоците кои што ги има во самите протеини и тука би ги спомнала вештачките засладувачи. Скоро и да нема протеин кој што е без вкус, сите протеини се без вкус, а вие ако го земете пакувањето ќе видите дека на него пишува без шеќер. И всушност сите содржат вештачки засладувачи, аспартам, нели, може да се види на составот, ги пишува ацесулфам, К, сукралоза, сахарин. Она што загрижува е тоа што нема доволно научни докази се уште какво е влијанието на овие вештачки засладувачи долгорочно, ако се применува нели тоа навистина долго и континуирано. Има студии кои што велат дека може тие вештачки засладувачи да направат одредена промена на микробиомот во цревата, што искрено вреди за внимание, но сепак не можеме ништо да кажеме се уште. Но пак ќе речам, протеинот е во ред да се внесува, да го бираме, да бираме квалитетен протеин и да го користиме само во насока да си го дополниме протеинскиот внес. Не можеме да го сметаме реално како суплемент. И во ред е да го користат и помали, нели и помали деца и тинејџери, доколку не се внесува доволно преку исхраната, но пак ќе спомнам да биде тоа протеин кој што е поквалитетен. Значи, оној, само извини, Драган, да. Оној прашок, нели, кој се практично се користи како суплемент, значи не е толку страшно со оглед на тоа дека веројатно нашиот народ има обидност и страф од прашоци, веројатно тука е храна е хемија. Буквално протеинот е храна, значи буквално е храна и може секој да го користи. Кога бираме од тие, кој е најдобар? Вака, тоа, значи не можам да кажам кој е најдобар, затоа што пак зависи што сакаме да избереме. Значи, еве конкретно јас гледам секогаш го гледам составот, не ги сакам вештачките засладувачи и гледам да избегнам да нема вештачки засладувачи. Тие тешки за конзумација со оглед на тоа дека вкусот е малце поинаков, затоа што нели не е толку вкусно, но сепак нели не е дека не купувам и такви, затоа што многу тешко се наоѓаат. Во суштина сите се за да биде повкусен за конзумирање, сите се со вештачки засладувачи, ама пак е да ги извагаме работите. Не го конзумирам секој ден, го конзумирам само во денови во кои што знам дека нема да си го задоволам. Значи едноставно да балансираме. Секогаш некаде со храната добиваме, некаде губиме. А во однос на креатинот, да, бидејќи не дополнив, креатинот не е нутритивно соединение. Значи креатинот не е нешто кое што ни дава енергија, кое што нели има нутритивна функција, но креатинот е енергетско соединение кое што нашето тело си го создава. Значи не е дека ние конзумираме некоја тешка хемија која што му ја внесуваме на телото за да пореметиме некаква функција. Нашето тело во црн бров, во бубрези си создава креатин и го носи во скелетните мускули, го фосфорилира таму со една фосфорна група и го чува во форма на фосфокреатин. Тоа е енергетско соединение кое што ни дава енергија во ситуација кога ни треба брза енергија. Процесот на генерирање енергија во нашето тело користи како енергија аденозин трифосфат, тоа е енергетското соединение кое што го користиме и генерирањето на енергија се прави со процесот на клеточно дишење и тоа е многу поспоро. И сега вие кога имате интензивен тренинг каде што ви треба експлозивно, нели имаме повеќе контракции во минута, ни треба повеќе енергија. Во тој случај, тој резервоар на фосфокреатин кој што го има во мускулите, ја дава таа енергија за да можеме нели да го направиме тоа движење. Сега во нормални услови кога не го земаме креатинот како суплемент, тоа е многу кратко. Тоа е 8 до 10 секунди, тој наш креатин особено ако внесуваме месо, риба каде што има креатин. Ако некој е вегетаријанец, можеби нема ни толку депо на фосфокреатин. Многу е краток периодот кој што може да не задоволи. Сега креатинот како суплемент доаѓа во момент ние кога сакаме да ги надополниме тие резерви, кога тренингот бара од нас, ако вие вежбате тренинзи, спринтови, интервални тренинзи со поголема тежина, тогаш креатинот има функција да го надополни тој резервоар и да ни даде едноставно да можете да направите повеќе квалитетни повторувања без да се изморите. И креатинот воопшто не е штетен, тој е еден од најпроучуваните суплементи, спаѓа во групата на суплементи за кои што имаме цврсти научни докази дека е безбеден. Само нели многу е важно што сакаме да добиеме на крајот на денот. Дали го земаме за да имаме подобар перформанс, која е нашата цел, што сакаме да постигнеме. Што значи тука некаде се и одговара прашањето, односно се поставува дали веќе сите овие суплементи и трендови кои што ги следиме на социјалните мрежи ни се реално потреба и како што кажавме за еден рекреативец, иако се одлучи да користи спортска суплементација, има ли некое златно правило по кое што треба да се води, особено на почетоците? Вака, јас пак ќе речам, на почетоците тој рекреативец кој што почнал сега да вежба, да има здрави навики, треба да се фокусира на она главното. Значи јас да си ја направам физичката активност дел од моето секојдневие, да научам да јадам добро, да балансирам, а дури потоа може да вклучи нели суплементација, да вклучи и креатин и воопшто не е лошо да вклучи ако станува збор за здрава индивидуа.
треба да бидат внимателни оние кои што имаат некаква ризик од бубрежно заболување, затоа што нели и протеините и креатинот кај луѓе кои што имаат, нели, збориме кај здрави индивидуи немаме никаков ризик. Кај луѓе кои што имаат ризик или имаат некаква форма на хронична бубрежна болест, мора да се биде внимателен и тој внес да се подеси. Драгана, може ли природно тоа се да се избалансира, односно да успее една единка да направи избалансирана храна и да го внесе тој потребен таа количина потребна на протеини и она се што му треба на телото? Еве, со оглед на вашето долгогодишно искуство, имате ли таков пример дека некој успева тоа да го задоволи без суплементација? Значи вака, во однос на општите витамини и минерали, во однос на макронутриентите како јагле, хидрати, протеини и масти, немаме, реално ние можеме сето тоа да го добиеме од храна. Значи мора храната да биде добро урамнотежена, да внимаваме на се, можеме да го добиеме. Но еве конкретно за креатинот. Вие за да внесете тие 3 до 5 грама креатин за да го добиете тоа депо, значи вие треба во една порција месо имаме ние 1 грам, во една порција од 300-400 грама имаме 1 грам креатин. И сега вие колку месо треба да изедете во текот на денот за да го добиете тоа. Значи имаме нели одредени ситуации каде што да, суплементацијата може да биде многу од бенефит, но реално максимумот треба да го извлекуваме од храната, затоа што од друга страна и во самата храна, јас многу често тоа го спомнувам и во мои интервјуа и на социјалните мрежи, дека и витамините, и минералите, и се она што го има во храната, таму се наоѓа во еден сложен матрикс и нутриентите во храната едни на други си потпомагаат во апсорпцијата, некогаш и си сметаат, но си потпомагаат во апсорпцијата и искористливоста е многу голема. Еве пример да речеме на фолна киселина. Фолната киселина од таблетка е многу пониискористлива, освен ако не е метилфолат споредено со она од храната. Има многу примери за многу такви долга и витамини и широка минерали. темата. Благодариме многу, Драгана, за издвоеното време утрово. Се надевам ќе имаме во следна прилика повторно средба со цел да ги кажеме сите овие корисни совети. Морам да кажам дека звучеше, ова беше многу прецизно и сликовито, мислам дека и народски кажано со цел се да се разбере. Благодариме уште еднаш. Ви благодарам за поканата, се надевам дека им користеше ова на гледачите.